Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на 24 анализа. Вечерашната емисија ја посветуваме на сообраќајот, поточно на можноста дали се можни превенирања на сообраќајните незгоди, особено на оние со смртен епилог. Бројките се неумолливи. Деновиве Министерството за внатрешни работи излезе со статистика која вели 6 жртви во првите 4 денови од ноември, 115 или 116 ќе видиме тука представникот на МВР ќе не поправи или ако не ќе потврди за која бројка станува збор. Од почетокот на годината заклучно со октомври и минатата година бројот на жртви во сообраќајни незгоди 142, односно 143 жртви. Има ли начин за зголемување на безбедноста во сообраќајот, се со цел да се намали бројот на жртвите, како да се застане на патот на оваа, би рекла, да се заузда оваа смртоносна спирала? Вечерва на овие теми зборуваме со Маја Арсовска-Манов, началник на сектор за сообраќај при МВР. Добро вечер и благодарам што се озови позитивно на нашата покана. Професорот Никола Дујовски од Факултетот за безбедност. Професоре, благодарам и вие што сте дел од ова издание на 24 анализа. И Дејан Трпевски, вештак, судски сообраќајен вештак. Благодарам и вам, господин Трпевски, што сте вечерва заедно со нас. Благодарам за поканата. Така. Да почнеме прво, Маја, со вас. Што велат анализите? Деновиве МВР излезе со некоја статистика. Предпоставам не е таа официјална, бидејќи бројките секој ден растат или секој ден се коригираат. Што вели статистиката еве за оваа година? Статистиката за оваа година е таа што ја спомнавте. Имаме во првите 9 месеци 115 загинати лица. Меѓутоа не можеме да кажеме дека се тоа официјални бројки, прво од причина што некоја сообраќајна незгода може да биде преименувана, односно некое загинато лице во сообраќајна незгода подоцна обдукцијата може да покаже сосема поинаков наод, односно да испадне дека е тоа напрсна смрт или било каков друга природна смрт. Инаку точно е дека во првите 4 дена од ноември имаме 6 загинати лица. Бројката, за жал, в година ни расте, почнувајќи од 2020 година па навака. 2020 година бројките се 112 загинати лица, 21 се негдека 116 лица, 22 се 124 лица, 23 година се 127 лица и лани се 142 лица. Така, значи имаме тенденција на пораст практично на жртвите. За жал, да, имаме пораст. Повеќето загинати лица се на отворените патни правци, не се во градовите, иако поголемиот број на случајни сообраќајни незгоди се случуваат во населените места. Ете така, и тоа ќе го разговараме, значи не е правопропорционално поголем број на сообраќајки во градовите, во населените места, но со помал број на жртви, веројатно поради брзината и така. Професоре, вие сте гостувале во телевизија 24 на оваа тема оваа година, еве пред крајот на годината уште еднаш да направиме анализа што е од она. Вие рековте дека околу 5 закони треба да се менуваат покрај законот за сообраќај. До каде е дојдена таа работа, бидејќи изразивте тогаш очекување дека до крајот на годината ќе треба да се завршат овие закони, се со цел да заживее тој нов концепт во сообраќајот? Па ќе видиме. 31 декември ќе дојде наскоро, најавите се дека од 1 јануари ќе започне да се имплементира овој нов пристап на следење на сообраќајот во Скопје и во некои други градски средини во државата, се разбири на автопатот од Табановце до Богородица, меѓутоа да не се врзуваме толку со датуми, сепак одработивме на вистина голема работа подготвувајќи сите овие сет на закони кои што треба да се променат и да се стават во функција. Многу е поважно квалитетот на промените што ќе ги направиме, отколку денот кога ќе започне да се применува, бидејќи камерите ги има поставени се од поодамна. Сега треба да обезбедиме, кога веќе прашувате за Safe City, многу е важно овде да имаме систем во кој што граѓаните ќе веруваат. Затоа што ние ќе се откажеме од дел од нашите права и ќе ги пренесеме на Министерството за внатрешни работи, за да можат тие да ги следат случувањата во сообраќајот, дали некој возач поминува на затворен сигнал, дали некој вози повеќе од дозволеното и така натаму, и за сето тоа за релативно краток временски период да биде испорачана правда. Основната цел на овој нов систем е да ги следиме трендовите што ги има сегде во Европа и позитивно да влијаеме на сообраќајната култура. Не е целта граѓаните да бидат казнувани. Тоа никогаш и на ниту една држава не е прва цел.
туку целта е да ги искористиме предностите на современата технологија за да ги намалиме потребните ресурси, а да постигнеме поголеми цели. А поголемата цел се разбира е да ги заштитиме граѓаните во сообраќајот и да ги намалиме страдањата. Затоа што бројките за кои што претходно зборувавте говорат за тоа дека имаме многу несовесни возачи кои што лекомислено сметаат дека ако направи еден прекршок и не биде санкциониран, може да направи втори, трети и така натаму, се додека не заврши со трагичен исход. Сите ние како општество работиме токму во таа насока, да се намали бројот на страдање во сообраќајот, независно дали станува збор за загубени човечки животи или за лични трагедии, па инвалидитети кои што ќе траат до крајот на животот или голема материјална штета. Едноставно, ние го прифативме мотото дека секој живот е важен и врз основа на тоа мото ги градиме промените што треба да следуваат. Добро. Трпевски, каде алоцирате причината за енормниот број на сообраќајни несреќи? Што вели вашата пракса, од што настануваат тие? Од пребрзо возење, од алкохолизираност, од невнимание, од отсуство на сообраќајна култура? Каде ги алоцирате причините? Видите вака, значи за секоја сообраќајна незгода постои одредена причина, значи не постои универзален некој метод кој што или модел кој што може да го аплицирате. За секоја сообраќајна незгода причината може да е различна и да е сплет на различни причини кои што доведуваат до таа сообраќајна незгода. Генерално како причинители за сообраќајните незгоди се јавуваат 3-4 причини. Во главно тоа се брзина, управување на возила без возачка дозвола, значи недоволна едукација и обука на возачите кои што ги управуваат тие возила, присуство на алкохол во организмот и непочитување на поставена сообраќајна сигнализација, дали обележана хоризонтално или вертикално сигнализација без разлика. Така да овие неколку фактори се во главно главни. Сега има и други фактори, меѓутоа бројката е многу мала кај тие сообраќајни незгоди што се случуваат поради некои други причини. Фактор број 1 од сите овие набројани е брзината. Значи, непочитувањето на ограничувањето на брзина е фактор број 1 за случувањето на сообраќајните незгоди. Другите фактори веднаш следат после тоа, меѓутоа главен фактор е брзината, без разлика дали сообраќајната незгода е случена во населено место или надвор од населено место. Така. Брзината е особено изразена кога зборуваме за потешките сообраќајни незгоди. И граѓаните мора да разберат и да едноставно помладите возачи да станат свесни дека 10% пречекорена брзина е сериозна опасност по животот. И ние често зборуваме за ова. Јас навистина ја поздравувам вашата иницијатива да зборуваме на овие теми, затоа што Македонија е мала земја и по територија и по патишта на кои што можеме да управуваме со возило толку повеќе од дозволеното. Еве пример ќе ви кажам. На една делница од 100 км колку што е Скопје-Штип, доколку се почитуваат сообраќајните знаци, очекуваното време за возење е некаде од 45 до 50 минути. Не е повеќе. Доколку се пречекори брзината со 30% или некој вози 150 км на час, во Штип ќе стигне за 35 минути. Нема да стигне за 5 минути. Но во меѓувреме ризикува да го загрози сопствениот живот и животот на останатите учесници во сообраќајот. И сега некои бројки кои што се неумоливи. Не постои податок, вештакот повеќе знае од мене, меѓутоа и јас и началничката сме се соочиле многу пати, да не речам навистина голем број пати во ситуации. Нема во теоријата за безбедност во сообраќајот случај во кој што возач останал жив ако се судрил со тврда површина со брзина поголема од 90 км на час. Едноставно, ниту производителите на возила не гарантираат дека ќе остане жив со таа брзина. А да не зборуваме што ќе се случи со 150 км на час. Затоа мора, особено помладите, да станат свесни дека почитувањето на сообраќајните правила не е прашање на закон, туку е прашање на однос кон сопствениот живот и кон животот на останатите. Така. Во тој контекст само спомнавте на 10 км на сат брзина. Кога се намали брзината од 60 на 50 км на сат, во главно мислењето на луѓето беше не се постигнало ништо. Меѓутоа, само за пример, при брзина од 50 км на сат и при брзина од 60 км на сат, а разликата во кинетичката енергија на возилото е 3 пати поголема. Значи 3:1 е. Значи, ако некого го удрите со 50 км на сат и го удрите со 60 км на сат, ударот со 60 км на сат е 3 пати
поголем и поголема енергија му соопштувате. Значи тоа не е пропорционално, не се иде со аритметичка туку се оди со геометриска прогресија. Затоа законот за кинетичка енергија е 1,5 м по v на квадрат, значи брзината на квадрат. Значи 10 км на квадрат е 100, 20 км на квадрат е 400 веќе. Значи веќе имате енормно зголемување на она енергија што ја поседува возилото, така да тоа што го спомнавте е многу коректно и затоа беше издржано намалувањето на брзината во градска средина од 60 на 50 км/ч 2015, мислам тоа се 2015 токму беа измените, ама мислам дека ги имате видено тие страшни видеоклипови што ги имаат направено сообраќајните инженери. Што се случува со брзина 10 километри само над дозволената, што е со 20, што е со 30, веќе до 50, јас не верувам дека имаше некое возило останато здраво и дека луѓето беа преживеани, тоа е само чиста среќа. Аршав Скаманов, јас сакам да ве прашам, од први 2026 година стартува тоа Safe City, што е страшило вака за граѓаните, веќе ќе ни доаѓаат честитки дома, дали системот е подготвен, зборам и технички и со луѓе? Сите работат интензивно на системот. Граѓаните не треба да се плашат за честитките, граѓаните треба да се прилагодат дека се случува револуција и во Република Македонија. Системот сегдека го има, како што рече професор Дујовски, сегдека околу нас го има системот. Како можеме да ги почитуваме законите и правилата кога ќе ја напуштиме територијата на нашата држава, кога ќе дојдеме тука се опуштаме и стискаме педала, вадиме појас, телефонот во рака и возиме. Значи, системот е спремен, меѓутоа бидејќи е нешто ново во Република Македонија, дека е новина, нас ни треба повеќе време, особено бидејќи ги зимаме во предвид сите околни практики и гледаме кои се аномалиите таму со цел да ги отстраниме уште на стартот кај нас. Инаку се надевам дека ќе биде за почеток, ќе биде чудно, ќе има тест период, граѓаните ќе бидат информирани со порака доколку или сторат сообраќајен прекршок, ќе им биде дадено јасно до знаење дека е тоа тест период, меѓутоа официјално, како што нашиот министер за внатрешни работи неколку пати најави, од 1.1.2026 треба сите да... Колку ќе биде тој тест период, чисто ако располагате со информација да се надевам дека од 1 декември ќе може да започне до започнување на... Значи тој тест период треба да се очекува малку порано, не од 1.1. Од 1.1. стартува значи системот. Така е. Добро е за граѓаните, нели? Добра информација. Професоре, вие рековте во една прилика дека и Safe City не може да ја подобри безбедноста на сообраќајот ако нели другите параметри неопходни за функционирањето на сообраќајот, на законските регулативи, на казнената политика не се нели уиграни едни со други. Знаете што, се може да помогне за безбедноста во сообраќајот и за намалување на последиците од сообраќајните незгоди. Овој систем функционира по системот на врзани карики, на крвни садови кои што даваат еден здрав организам. Доколку еден дел од тој систем не функционира, организмот нема да биде здрав, како и кај човекот и кај човековото тело. Меѓутоа, најважната алка во сево ова е човекот, односно возачот. Не е прашање казната и заканата од казна за јас да возам 50 на час кога ќе се вратам вечерва после емисија дома. И никој граѓанин не треба така да гледа. Почитувањето на сообраќајните правила не треба да се случуваат заради заканата од казна или некаква мерка, забрана за управување и така натаму, туку заради личната свест и личната култура. Сообраќајната култура е нешто што е веројатно на најниско ниво во Македонија. Не можеме да разбереме што е тоа што ги тера возачите, помладите, повозрастните seедно да управуваат со возило со 200 км/ч. А Министерството за внатрешни постојано соопштува кога има такви инцидентни ситуации, дека некој на автопат каде што имаме ограничување заради други, нели, сообраќајни средини 80 км/ч, да вози 180 км/ч. Не можете со казна да влијаете на таков човек, затоа што него можете буквално секој ден да го казните и тој пак наредниот ден да вози толку брзо. Ние мораме да се грижиме, посебно кај помладите, посебно кај оние што се уште не се стекнале со право на управување на моторно возило, да ја сватат сообраќајната култура како дел од општата култура. И така да влијаеме позитивно на сите нив. Да разберат дека едноставно сообраќајот
е најпозитивната гранка во општеството која има за цел да ги промовира, да ги развива регионите, да ни помогне побезбедно да отидеме од едно до друго место. Гледате, автомобилската индустрија напредува извонредно многу, имаме исклучително безбедни возила кои што даваат многу повеќе гаранции да останете неповреден или жив доколку ги почитувате сообраќајните правила. Но за тоа повторно најважната алка е возачот или човекот, пешакот или кој да е друг. Значи, за мојата лична безбедност одговорен сум јас. Не може да биде сообраќајниот полицаец одговорен за тоа што јас не ги почитувам правилата. Ниту пак особено на повозрастната категорија, пензионерите, кои што се едни од најчестите прекршители кога станува збор за прекршоците кои ги чинат пешаците. Како да влијаеме на 70 годишен човек кој што одлучил со секесите од пазар да претрчува булевар или две коловозни ленти кои што се 30 метри широки? Не можеме поинаку освен со заеднички системски пристап во кој што сите институции, вклучително органите на прогонот, Министерството за внатрешни и сите други, стручните органи, како што се Министерството за транспорт, државните инспекторати, академијата, факултетите, универзитетите, локалната самоуправа, сите заеднички да влијаеме за да ги постигнеме бројките кои што денеска ги читаме за Европа, а кои што за нас се недостижни за жал. Така е. Ке ги споменеме нели и европскиот просек, да, повели. Би сакала да се надоврзам дека тоа што професорот Дојевски го кажа се однесува особено за оние родители кои на своите деца им купуваат возила, а не им плаќаат за возачка дозвола. Имаме по 2000 прекршоци во текот на еден месец на територија на Република Македонија, каде што се затечени лица кои имаат возило, а не поседуваат возачка дозвола. И тоа се претежно млади, претпоставам, така? Да, меѓу нив секако има и рецидивисти, меѓутоа, рачунете, со овој број на полициски службеници, тоа се тие бројки. Да имаме, колку повеќе полиција ќе изфрлиме на улиците, толку повеќе прекршоци ќе се констатираат. Така. Еве, Трбевски, вие што сте констатирали при вашите увиди, при вашето вештачење, која била еве досега најголемата брзина со која што се случила некоја сообраќајна несреќа, доколку располагате со овие информации, и дали сметате дека можеби поригорозна казнена политика би помогнала да се зголеми безбедноста во сообраќајот? И според вас, дали на автопатите се почисти сообраќајките со пострашен, како да кажем, смртен епилог, или на локалните патишта, на регионалните патишта или во населените места? Видите, вака, значи, 16 години неколку прашања сега. 16 години работам во овој сегмент, веќе не можам да се сетам што се е поминато за овие 16 години, затоа што бројот на предмети што се работи текот на годината е прилично голем, преку 20 предмета месечно се работат. И преку 25 месечно. 20 предмети месечно, да, од прилика некој просек. Имало и повеќе, имало и помалку, меѓутоа просек е. Колкава брзина била, не може да се сетам, меѓутоа имало брзини преку 150-160 км на час, каде што се управувани возила и во градска средина. Во делот на влијанието во возачите. Значи, ние имаме овдека една парадоксална ситуација, после распадот на Југославија и осамостојањето на нашата држава, воопшто не е посветено внимание на едукацијата на населението во тој поглед. Југославија имаше друг систем, јас сум учел во тој систем југословенски и знам дека имавме часови за сообраќај по предметот ОТП, значи 2 пати неделно сидете работа. Значи, сето тоа денеска го немате. Значи, едукацијата од најмали нозе, значи од основно образование па и средно образование, го нема или е недоволно. Значи, ние имаме изгубени генерации. Значи, како што каже професор, не можете на пензионерот или некој друг веќе да делувате, затоа што тоа е веќе оформена личност, карактерот е оформен, тука не помага едукација. Значи, мора да се почне од најмали нозе да се прави засилена едукација кај младите луѓе, за да после одреден број на години дојдеме до ситуација каде што ќе имаме голем број на население кој што е добро едуцирано и ќе ги сваќа од мали нозе потребите за почитување на сообраќајните правила и прописи. Меѓутоа, само едукацијата како едукација без соодветна казнена, да не кажам репресивна политика не може да даде резултати. Ние гледаме на Запад што се случува. И Западот не е толку културен, како што ние мислиме дека е културен и дека почитува закони и прописи. Западот знае дека постои систем кој што функционира и од кој што не може да се заобиколи, да се забушати.
И стравот од казна таму е голем и казните се прилично големи. Гледаме постојано има емисии на телевизија, го сопира, па имаш ваков ауспук на возилото и за тоа те исклучува бандашите на возилото, не се за ова возило, не му ги пише и за тоа го исклучува. Значи, овде кај нас тоа е утопија. Вие да сопрете некој да му кажете дека гумите што му се на возилото не одговараат на она што е во сообраќајната дозвола. Иако има прописи дека треба на прописи дека ќе ви се насмее за тоа. Значи, имате ситуација каде што возило 100.000 евра, во зима нас неки вози со летни гуми. Излети од патот и после бара надомесна штета, има повредени луѓе тука. Па мислам зашто разговараме тука. Значи, казнената политика мора да се прилагоди на денешниот начин на живот. Значи, она што било пред 20, 30, 50 години е сменето. Зошто? Пред 20-30 години Скопје имаше колку население и колку возила. Бројот на возила е 3, 4, 5 пати е зголемен овдека. Кога имате повеќе возила, кога имате повеќе население, нормално имате повеќе конфликтни точки, па се зголемува бројот на сообраќајни незгоди, а со тоа се зголемува и бројот на оние што ќе погинат. Порано немаше такви автопатишта, потоа нели почна да градат автопатишта. Ја памтам кога беше Тетово Гостивар, обичен пат со 2 ленти. Навечер со 60 возевте, ќе ви излезе некој трактор, па мора да го пазиш. Па го направи автопат. Село што ќе се направи новото сега, Тетово Гостивар. Па тука 200 е малце да кажеме дека ќе се вози. Доаѓаат значи нашите гастарбајтери од странство со бесни коли овдека и едноставно тој мора да се покаже овдека. На тој ментален склоп не можете да делувате едукативно. Значи, тоа е од психолошка гледна точка е апсолвирано кај многу стручњаци и експерти дека кај одреден сегмент на луѓе не може да се делува едукативно. За тие мора да има соодветна казнена политика, која што ќе биде доволно моćна, јака и ќе го одвраќа од таа работа, затоа што последиците ако од казнената политика не се доволно строги, тој ќе каже, па добро, ти не можеш да ме казниш толку пати колку што јас можам толку нели да платам. Тоа го кажа да и професорот го кажа истото. Значи, се додека реперкусијата не е доволно голема, вие нема да имате промена на однесувањето кај одреден сегмент на возачи кои што се движат по нашите патиштови. Новата казнена политика треба да влијае. Еве професор, може ли некои новини околу новата казнена политика? Па за мене најголемата новина што ја очекуваме казната да стигне веднаш. Значи ако во понеделник направите прекршок, во четврток да бидете веќе санкционирани. Нашата казнена политика е во најголем дел согласена со казнената политика што важи сегде и по однос на најчестите прекршоци, најтешките, брзината на движење, управувањето возило под влијание на алкохол и така натаму, градации и се друго имаме слични како и во Европа, па и одмереността на казната во смисла на паричната казна и тука не сме поразлични, едноставно така се санкционира и во Европа, земено во предвид животниот стандард и така натаму, но тоа што кај нас не достига е извршувањето на санкцијата, односно долгиот период од денот на сторување на прекршокот до процесуирањето. Сега, Safe City ќе овозможи во рокот 24 часа, 48 часа граѓанинот да добие информација дека сторил прекршок, да се произнесе по прекршокот или да го прифати со тоа што ќе го симне на својот мобилен телефон и после тоа во само неколку дена да едноставно да му биде или одбиено од трансакцијската сметка или да ги уплати парите на сметката која што ќе биде назначена. Тоа е најважно. Во сообраќајната казнена политика времето на извршување на казните е многу значајно. Оти ако денеска сторам сообраќајен прекршок, а бидам повикан на суд после 3, 4, 5 месеци, а во некои случаи многу подолго од тоа, јас едноставно сум заборавил што сум сторил. Но ако денес поминам на црвено светло, например, и веќе за 2 дена бидам повикан на одговорност, тогаш ќе подразмислам малку. И затоа ми се чини дека ова е една од најголемите предности што ќе ја добиеме преку овој систем, едноставно ќе можеме и да ги следиме оние повторништвото, почестите извршители и да ги санкционираме навремено. Односно да бидат изрекувани казните во некој многу разумен временски период. Нели па треба и малку пооштри казни да има, ако нели него како да кажам воспитале основните казни да има за тие нели повратници во казни да има барем по силни, по ригорозни казни. Еве за тоа Арсов Скаманов може. Вака првично ќе го објаснам процесот како е замислено да работи Safe City и како се работи во моментов. Кога ќе се стори сообраќајен прекршок, системот го детектира. Се креира настан.
Откако е креиран настанот, се испраќа SMS порака на телефонскиот број или имейл адресата која е оставена при регистрација на возилото. Сопственикот на возилото има рок од 24 часа да ја отвори пораката. Доколку не ја отвори таа порака, му се пушта втора порака, второ известување. Доколку ја отвори пораката и се согласи со прекршокот, го плаќа. Ќе добие линк, кога ќе го отвори линкот, на линкот му стои записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог, каде што ќе му биде објаснето што сторил, каде сторил, како сторил и ќе му се даде можност да ја плати пола за рок од 8 дена. Доколку не може да ја плати пола во рок од 8 дена, наредните 8 дена му се остава можност да ја плати цела и после завршување на тој рок од 8 дена, доколку и тогаш не ја плати, ќе оди во управа за јавни приходи на извршување. Во меѓувреме, доколку не се сложува со прекршокот, доколку може да докаже дека не е тој што го управувал возилото, тој може да се обрати во полициска станица, да го докаже своето неуправување на моторното возило, каде што неговиот записник за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог ќе биде сторниран, ќе се искреира нов за оној што го управувал возилото, а постои можност своето судско право да го побара пред надлежен суд, односно тој самиот да поведе прекршочно барање во суд, да не се согласи со констатираниот прекршок од страна на електронскиот систем за детектирање на сообраќајни прекршоци. Исто така, новина е што МВР интензивно работи на меѓуинституционалното поврзување, да биде поврзано со судивите што од кај нас е од круцијално значење. Исто така до сега не бевте поврзани, така не постоеше таков систем. Електронски не. За жал не, значи да бидеме во постојана комуникација со банките за начинот како е извршена уплатата, колку е извршена уплатата, со јавните управата за јавни приходи и така натака и така натака. И сето тоа во рок од 48 часа. И ова е тоа би било голема добро предност. ако може нели да се Најголем дел од возачите ќе го прифатат тоа затоа што едноставно има видеозапис, тоа можеби некогаш некоја техничка грешка, но тоа ќе бидат инцидентни ситуации. Но замислете, навистина е добро, сторувате прекршок денеска, имате еден рок од 24 часа, имате уште еден рок од 24 часа, наредните веќе третиот ден почнува една сосема поинаква постапка, или тоа што денеска значи 180 дена, во наредниот период ќе значи 3 дена. Добро, ако е тоа така. Дали Трпевски може би повеќе така. Само едно прашање, дали системов меѓуинституционалното поврзување, дали ќе биде поврзани со граничните премини? Имаме ситуации многу пати, еден пример. Доаѓаат од странство нашинци со странски коли, ги паркираат кај сакаат, градски паркинг им постои канџи. Ги вадат канџите, осигурителна компанија треба да го надомести, тоа осигурени се. Тој напушта Македонија на граничниот премин и веќе не можете вие да го наплатите тоа од него. Тој значи врши кривично дело оттуѓување на туѓа собственост. Значи канџата е собствена. Вака можам да ви значи, кажам при дека напуштање на државата да може да биде стопиран на граничниот премин за било кој прекршок, затоа што во Македонија ќе транзитираат многу странци. Ако странци го направат прекршок, како ќе го наплатиме трошокот од странецот кој што не го почитува законот и прописот во оваа држава? спомнавте и претходно неколку соседни практики. Ако сте добро запознаен, знаете дека овој проблем го имаат сите држави во околината. Токму тоа викам, дали има некое решение веќе најдено за овој? Размислуваме, да, се размислува за решенија, во моментот се казнуваат и странците. Штом се детектира лице кое сторило сообраќајен прекршок, имаме странци што не застануваат на полициските службеници на даден сообраќајен знак, меѓутоа се јавува, се објавува тоа возило и на било кој граничен премин да се затекне, се носи на побрза постапка на суд, веднаш во рок од 24 сати. Така. Добро, овој дел се сити ќе го покрие само делот, еден дел од прекршоците. Значи не може да го покрие делот од прекршоците управување. Дали ќе го покрие делот управување со тој систем да ги покрие сите прекршоци. Без водачка дозвола, алкохол не може да го покрие. Значи како тој дел ќе се процесуира во рамките на Safe City со доставувањето нели на оние прекршочни. Вака, вие првично рековте во своето првично излагање дека брзината ни е главниот фактор, да. Така, значи токму заради тоа е. Брзината заради гинењето,
непрописното паркирање заради гужвите, метежот што се создава, црвеното светло, сами знаете, досега и во Законот за сообраќај не беше предвидена санкција забрана за управување. Затоа што досега беше оставено само за непосредно забележување на полицискиот службеник. За црвено светло беше помина, не помина. Така. Меѓутоа сега систем детектира каде што ќе имаш материјален доказ, физички доказ, каде што ќе Тоа е позитивниот дел. Така. Исто така и нерегистрираните возила. Да, лесно, базата на податоци се поврзува, веднаш регистарската таблица се детектира и можете да Точно, него сакам да кажам дека имаме возила, не може колку сакате полицајци ставете, ќе видите, секој полицајец ќе ви се врати со вреќе од казни. Не е целта ние да што повеќе да ги казниме граѓаните, нас ни е целта што поголема безбедност во сообраќајот. Тоа е прво за кое се стреби Министерството за внатрешни работи. Ова е одлично и се надевам дека системот Safe City не само Скопје, него гледам дека и по автопатите веќе е поставено према Тетово, Гостивар. И коридорите 8 и 10 се покриени. Не сум бил сега во брзо време таму, но према овој дел Западна Македонија почесто гледам дека е поставено. Се надевам дека ќе стекне довербата кај населението, затоа што кога разговарам со луѓе во таму одма ќе се јавиш некој ќе ти ја скине, ќе те избриши од систем. Мислам дека тоа нема да може да се направи така, дека треба да оди автоматизирано, значи ќе треба да помине еден период кога самиот систем ќе стекне кредибилитет и народот ќе научи дека тоа што е стварно она што се случило и дека нема веќе да има за некого може, за некого не може. Знаете каков е народот? Еве јас како 25 полни години во сообраќај можам да ви кажам, сите сакаат закон да има. Сите сакаат да се почитуваат сообраќајните правила, сите сакаат сообраќајните прописи да ви секако што треба, ама да не важи за мене. Ако може да не важи за мене. Така да сите сакаат да функционира, ама сите гледаат како да го заобиколат системот. Знаете? Сите како што самиот рековте, ама како може да не платам, како може да не. Инаку детектираните сообраќајни прекршоци се огромни. Можам да ви кажам огромни, застрашувачки се бројките. И тоа можам да ви кажам дека камерите не се поставени според сообраќајните правила и прописи. Дадена е мала лабавост. Ако е знак од 50, ние сме ги поставили на 70 во тој тест период. Има толеранција. Толеранција, да, меѓутоа сакам 70 и не е баш мала толеранција, а имаме енормен број на констатирани сообраќајни прекршоци. Во делот на брзината за населено место, не знам сега како ќе бидат измените во законот за во кривичните закони, во делот на казнувањето. Меѓутоа толеранција мора да има, меѓутоа преку одредена граница веќе не сме да има никаква толеранција и реперкусиите за причинител треба да бидат огромни. Значи да се оди до ситуација каде што трајно одземање возачка дозвола, ако треба преку одредена брзина и одземање на моторното возило. Зашто? Тоа е опасно средство кое што вие го управувате. И ако со тоа средство вие одземете нечи живот, значи од таа причина треба одредени прекршоци да се според фелата на вешти лица која што представувам дека одредени прекршоци треба да се квалификуваат како кривични дела. И точно и јасно да бидат дефинирани кривичните дела, за да не може да има амнестирање на никого. Читав некои делови од оние предлози што беа измени, во делот на алкохолот се уште се задржува 0,5 промили. Нашиот предлог е 0 промили да биде. Од 0 до 0,5 нема да казнуваме. Само ќе предупредуваме. Во рок од година дена, ако 2 пати ве фатиме од 0 до 0,5 промили, ќе ве земе возачка на 3 месеци. Ако дозволите. Пресрекна би била барем 10% во првата година да се намалат сообраќајните незгоди со загинати. Значи, тоа ќе ни биде индикатор дека овој систем функционира. Да, само за 10%. А инаку алкохолот е намален кај возачите инструктори од 0,09 на 0,0, односно воопшто да нема алкохол во организмот, а во однос на измените, законот за сообраќај е веќе изменет, повторно правиме уште нешто, некои измени, законот за возила исто така го менуваме, го адаптираме на новиот систем, во поглед на поднесокот пред се, и да може, како што до сега ще беше се од непосредно забележување на полицискиот службеник или материјално-технички средства, сега го въведуваме и електронскиот систем за детектирање на сообраќајни прекршоци. Кривичниот законник е веќе изменет,
Законот за извршување санкции, законот за прекршоците. Во поглед на возилата од земање, јас сум прва. Меѓутоа, сепак имаат граѓаните право на собственост, што ни го велат судиите. Не се сложувам со тоа. Право на јас ве разбирам. Не се јас ве сложувам. разбирам, Ако е меѓутоа така, правото на собственост, тоа е истото право на собственост важи и за оние што крадат дрва на планините. Ама таму кривичниот закон и вика да се одзема средството со кое што е извршено кривичното дело. Така. Ако шверцуваат дрога, му се одзема возилото. Значи, средството е извршител на кривично дело. Ако ние го квалификуваме средството како извршител на кривично дело, нема тука собственост. Така. Значи, кога може собственост да нема за тие кривични дела, зошто би имало собственост за овие кривични дела? Па имате, еве, например, еден пример ќе ви дам во Данска. Пред 8-9 години имаше една статија многу убава, и на интернет имаше, граѓанин на Данска со данско државјанство, но и то по потекло од Ирак. Избегал на времето од татком од Садам Хусейн, земал што земал таму, отворил бизниси во Данска. Еден куп пари. Купил Ферари. Меѓутоа му кога не може да ти го испорачаме во Данска, дојде да го земеш во Германија. Му го даваат во Германија. Ферарито трган из Германија вози 200-250. Нема ограничување. Влегува во Данска продужија така, ама таму е 120. Го сопреле. Што приш? Да дуваш нула, да не си малце на лекар, на психолог. Психологот вика човекот е здрав. Супер. Записник, возилото од нас одзема. Не го донесе Ферарито дома. 450.000 евра го има платено. Му го одзедоа веднаш. Значи, правото на собственост и во Европска унија и кај нас треба да биде исто. Така. Меѓутоа, гледам по социјални мрежи постојано луѓе коментираат, ама како ќе ми го земеш возилото мое? Абе, ако си направил кривично дело, ќе ти го земеме. Затоа треба некои дела да бидат кривични, класифицирани како кривични дела. Сега, не викам кривично дело да биде алкохол 0,05, 1, ама над 1,5 веќе кривично дело треба да биде алкохолот. Брзина во град, поголемо од 30 км на час, треба да биде кривично дело. На автопат, поголема пречекувана брзина од 50 км на час, треба да биде кривично дело. Поставам сте ги читали, измените знаете дека е Постои така. кривично дело, Дека е така и дека во 297 од кривичниот законник се предвидени овие одредби. Ама не се добро испрецизирани, подобро треба да се испрецизираат, да се сегментираат, да се сегментираат. Она што го чита, да, може ако е нешто работено во меѓувреме, да, иначе она што го чита. Работеа професори од правниот кривичното дело факултет. безобзирно управување со моторно возило ги предвидува сите овие работи, останува имплементацијата. И се разбира да дадеме простор се ова да почне да функционира. да кажете. И може би наредниот март да не поканите заедно, началничката со некои статистики, Така. ние со некои дискусии. Ќе оставиме еден период, нели? И до тогаш и граѓаните ќе го кажат својот збор. Сигурно. Системот секако ќе Кај биде нас имплементацијата надграден е со проблем, да речеме, појас, на сите мобилен закони. телефон, сите тие прекршоци така да ќе се земе и предвид, меѓутоа сепак зависи од судовите. Не сме ние тие што сечеме. Јас можам да го предвидам во закон да ќе му го одземам возилото, утре предметот да ни падне нас на суд. Ако е добро дефинирано законот, нема да може да падне. Така, ајде, ќе одиме сега со мала пауза, па продолжуваме. Почитувани, продолжуваме со 24 анализа. Дебатата практично не престана и во текот на паузата, но добро е трпевски вие од пракса. Ме интересира, споменавме околу казнената политика, што кои дела да преминат нели како кривични дела. Што вели вашата пракса? Колку се избегнува, а тука и судството би го вброила, колку има суди што избегнуваат, па изрекуваат нели поблаги казни, или едноставно нашиот систем е таков манипулативен и премногу растеглив, па имаш казна од толку до толку, колку тоа навистина. Како се процесуираат овие предмети практично? Пака, значи, процесирањето на предметите е работа на правниот систем на државата. Значи, ја не би навлегувал толку во тој дел, можам само да кажам дека така како што се дефинирани законите, како што досега беа дефинирани во делот на казнената политика, му остава дискретно право на судијата да одлучува од до, значи казната ви од 3 до 12 месеци или од 5 до 20 години затвор. Тоа би требало малце да се допрецизира за одредени прекршоци. Според нас кои што работиме во делот на вештачењето, ова работа нема да застане. Значи, намалување некое големо нема да имаме, се додека не очекуваме намалување, Safe City ќе даде резултати, меѓутоа одреден процент ќе има намалување, се надеваме дека и поголем ќе биде процентот, меѓутоа додека не се смени и не се допрецизира казнената политика, резултатите ќе бидат минорни,
затоа што, како што кажав, имаме изгубени генерации во однос на едукацијата и образованието во поглед на безбедноста за сообраќајот. Значи, нас ќе ни треба многу години да поминат за да се створи население кое што ќе биде добро едуцирано, за да почне да ги прифаќа тие безбедносни протоколи за безбедноста во сообраќајот, за да може да имаме намалување на ваквото на сообраќајните незгоди, поготово со жртви. Во делот на казнената политика, државата е таа што треба да смени казнената политика. Значи, ако веќе постојано слушаме на телевизија судскиот систем ваков, судскиот систем таков, окей, па имате мнозинство во парламент. Изгласајте други закони. Не може судијата му дал 2 години затвор за вакво дело на пешачки заеден човек, само 2 години затвор условно. Па добро, смените ги законите. Не 2, 20 дајте му за ова дело. Значи, префрлањето на топката као на судскиот систем цело време и не е баш умесна. Значи, треба малце да се сменат и законите, за да може судијата мора да суди согласно законите кои што се. Сега што законот е таков што е стар 20-30 години што дава таква можност, тоа е уште друго прашање. Тие можности таму треба да се интервенира за тоа да се намали. Само еден пример ќе ви дадам. Зборуваме за алкохолот. Предлогот наш кој е 0 промили алкохол. Од 0 до 0,5 промили на алкохол ќе те предупредиме. Ако 2 пати во годината те фатиме, ќе ти ја возачката на 3 месеци. Тоа ќе ти биде казната. Меѓутоа, од 0,5 промили до 1 промил алкохол, веднаш ти ја земе возачката 6 месеци. Од 1 промил алкохол до 1,5 промил, ти ја земе возачката 12 месеци и некоја, нели, парична казна 500 евра, 1000 евра, не е битно. Над 1,5 промил алкохол, ти ја одземам возачката дозвола трајно. Ќе ти го земам на крај крајва и возилото ако треба. Само таа казна ќе биде доволно ригорозна за да го одврати од конзумирањето на толкава количество на алкохол. Затоа што секој нели може да се запие една чашка, 2 чашки, па ќе дунеш, има некој. Значи за тие помали проценти на алкохол, помали казни, за поголеми промили на алкохол казна треба да биде поголема. Со тоа што ако ти ја земе возачката дозвола денеска, најголемата казна е да му ја земете возачката дозвола да не може да вози. Ако ти ја земе возачката дозвола трајно, 12 месеци да немаш право да полагаш повторно. А сега кога ќе треба да идеш да полагаш, ќе треба да си уплатиш часови. Ама сега, ако е 25.000 за редовно полагање прв пат, сега за тебе ќе биде 50.000 денари и државата од таму ќе го земе данокот, не мора да го казнеш. Значи, тој е систем кој што постои во Словенија. Развиен им е до колега кој што го работи, тој вика ја работам со алкохоличари, значи луѓе кои што и тие се должни таму за да се стекне со право за да оди да полага, да оди на часови во автошколата каде што ќе го едуцираат дополнително и тоа 6 месеци трае едукацијата, кај што треба да плати 2000 евра за часовите, државата ќе го земе пак данокот од тие пари. Значи пак ќе има и во инкасирање пари во касата и после тоа малтретирање од 6 месеци твое а тоа се снима со камера, значи мора да си како кај автошколи секој час да се снима, значи не може некој само да ти потпише па ти ајде си бил. Значи тоа до таа мера е тоа разработено таму. После тоа нема да ти текне да правиш такви прекршоци. Затоа што малтретирањето што ќе ти го направат после тоа ќе ти го дотера умот и ти више нема да идеш да сакаш што да го правиш. Така, ако можев да ве разберам, едукација и казни сметате дека е една добра комбинација, значи, што може не да постои повлијае... можност да направиме нешто добро само со едукација или само со казни. Значи мора да има мотивирачки и демотивирачки мерки. Значи мора да се работи на двете полиња ако сакаме нешто да постигнеме. Само со казни не се постигнува ништо, само со едукација пак не се постигнува ништо. Значи мора да имаме еден сплет на такви. Доаѓаме кај едукацијата, професор Дујовски, каде сме потфрлиле ние како општество? Еве на овој план на едукацијата од мали нозе уште. Ајде обратно да го поставиме прашањето, каде не сме потфрлили, да се обидеме да најдеме некој Може простор и каде така, што не сме точно. потфрлиле. Знаете што? Министерството за внатрешни работи спроведува години наназад, децении наназад една многу убава кампања со дечињата во прво оделение, кога се воведуваат во одредени сообраќајни правила како безбедно да стигнат до училиште, како да поминат пешачки премини и така натаму, и јас во многу гостувања, а тоа и нашите податоци од истражувањата го покажуваат дека во основното образование имаме одговорни, внимателни, заинтересирани дечиња кои што нема да поминат на црвено светло, ќе го држат родителот или другарчето за рака и така натаму и поминуваат безбедно. И потоа доаѓаат во средно училиште каде што сосема ни се губат од видикот и едноставно повеќе како да немаме контакт со средношколците и тие имаат многу малку застапеност на едукација во однос на темите поврзани со безбедноста во сообраќајот, освен
едно училиште во државата или неколку кои што се занимаваат со такви теми, не постои некоја посериозна едукација, па дури ни кампањи, освен кампањите превентивни на Министерството за внатрешни работи, немаме здруженија на граѓани, немаме граѓанскиот сектор да е заинтересиран со пари од државата, европски пари да спроведува кампањи по средните училишта. Зошто? Затоа што најголем дел од возачите ни се матурантите, нели? Тие стануваат полнолетни во последната година од средното училиште и стануваат возачи почетници, и тоа е доминантно така. Но тука веќе зборуваме за возрастни луѓе кои што не се свесни за опасностите, не се свесни за предноста што значи возило и како треба да се учествува во сообраќајот, и едноставно ни недостига моментот на нивната посветеност, односно сообраќајната култура. А да не зборувам за факултетите. Постојат факултети на сите државни универзитети, постојат факултети кои што од различни аспекти ги третираат темите на безбедноста во сообраќајот и во Скопје, и во Битола, и во Тетово и така натаму. Меѓутоа, реално не се многу заинтересирани младите да зборуваат за нивната одговорност додека се возачи почетници. Огромен број на прекршоци чинат. А најмногу од сепа веројатно нас професионалците во оваа област не поразува фактот што сега не знам кој термин да го искористам, повеќе од огромен број на млади луѓе кои што возат пред да се стекнат со правото да управуваат со моторно возило. Така, и што да зборуваме да за се полага на 17 години, ма да се влезе во сообраќај на 18 години. Да, се разбира, не може да полага, Да, не може да полага додека не стане полнолетен, и тоа е пракса во Европа скоро сегде е така. Може тој да започне со некои од процедурите на 17,5 години, прва помош и така натаму, но не и да полага за и после тоа тој период, не случајно сегде во Европа е така, период на возач почетник. Со тоа се дава до знаење дека станува збор за една сериозна работа во која што не може денес сте положили и веќе утре да се однесувате како да сте поминале 1 милион километри. Па постојат ограничувања по однос на силината на возилото со кое што можете самостојно да се движите, категоризацијата на патот каде што можете сами да се движите, периодот во денот кога можете да се движите. За возачите почетници е забрането да управуваат со моторни возила во ноќните периоди. Забрането е да се движат на автопат, забрането е да користат самостојно, нели, да управуваат возила кои што се посилни од толку и толку, но тоа не ни помага многу. Во тој дел сме ние апсолутно во согласност со тоа што е во Европа. Постојат одредби, меѓутоа не се почитува за тоа што ни треба е многу поголемо внимание на обуката на возачите. Да се вклучи, да речеме. Семејството? Да, семејството колку може да помогне ако се вклучи еве во правилно, нели, како да кажам, наведување на своето дете на ја што го говори. Во правилно Така. наведување, нели, на почитување на овие мерки, на сите законски мерки, не само овие. Началничката спомена, таткото му дал клjuč од возилото на беше понекој од овие што направија купил возило. инциденти од која целата држава беше потресена. Точно. Тој не го украл возилото, како може да го украде мојот син возилото од мене? Тоа не е можно. Туку тој самиот се согласил дека е така. Ако таткото има совест и одговорност кон сообраќајот, ќе има и детето. Или можеме да очекуваме дека ќе има. Ако таткото, додека децата растат, нели, еве, сите ги возиме нашите деца со нас, ако јас поминувам на црвено светло, ако јас возам 180 на автопат или 100 во град, што ќе научат моите деца? Мислите дека 30-ината часови што ќе ги поминат со инструкторот ќе му ја променат сликата за сообраќајот? Не. Значи, како и секоја друга едукација, така и едукацијата во сообраќајот започнува во семејството. Ние им ги даваме на децата првите сознанија за тоа што е црвено светло, колку е важно да се застане пред пешачкиот премин. Не може тоа да го направи инструкторот, не може по оваа и не може ни да очекуваме од тие луѓе да направат се што требало ние да направиме. Ние не треба да го научиме детето да вози. Тоа ќе го направи инструкторот во автошколата, бидејќи ние родителите не сме професионалци за тој дел, но ние можеме да му дадеме чувство за почитување на законите. А ако родителот тоа не му го дал, не инструкторот, не полицајецот, никој не може да го промени. Така. Арсовска Манов, еве што велат контролите, колку од тие млади луѓе учествуваат на дневна база, располагате ли со таква информација при контролите, Да, на сообраќајните контроли? Како што претходно ви напоменав, управувањето на моторно возило пред да се стекне со право за управување, прекршокот е многу чест. Многу чест имаме и многу често каде што лицето го поседува возилото на лично име, собствено, а нема возачка дозвола. Исто така ќе го спомнам огромниот проблем кој е за жал на глобално ниво на цела планета Земја. Електричните тротинети.
тоа ви се средства за како што Извршување рече кривични дела. за кривични дела, Буквално буквално. катастрофа. Можеме да видиме, верувам дека секој од нас присутните сме виделе деца од 8-10 години како упривуваат. Тоа нема ниту рефлекси, тоа нема ни Три качувања на тоа. така, тоа нема ниту основни познавања на ниту едни сообраќајни правила и прописи. Како што рече професор Радоевски, ние ги учиме дома децата просто велосипед како да управува. Ние сме тие што им ги вадиме помошните тркала, ги учиме како да се движат во сообраќајот без помошни тркала. Ние сме тие кои им кажуваме да стават рака, да испружат рака кога треба да вртат. Ние им кажуваме да се движат по десен. Кој ги учи за електричните тротинети? Знаете само што ги учат. Како да се вклучи, како да стигне, појди купи си мастики, појди купи си сладолед. Не се секире мама, тато ќе ти купат тротинет. 10 години тротинет имаме што развиваат брзина до 120 км на час. 120 км на час. Знаете, имате ли представа што е тоа? За дете 10 годишно. Дете имавме 5 годишно, не успеавме да го сликаме, застанав. 5 годишно дете кое се движеше во спротивна насока по булевар. Родителот, како што рече професор Радоевски, вели го украл. Ќе го украде еднаш, ќе го украде 2 пати, 3 пати, но не е така. Не можете каков надзор е тој од родителите да не знаат. Имало и порано имало, ќе се украде едно фичо у малото, цело мало ќе збори еден месец како го буткале, да не слушат од дома дека каде го палеле и така натака. Меѓутоа сега е ова, верувајте ми, со тротинетите е војна зона. Војна зона. Соседна Албанија воопшто ги забрани комплетно тротинетите додека не смислат план како што Франција исто. Ќе ја спомнам, Дубај има многу убав систем, меѓутоа од неодамна, бидејќи Македонија е земја членка на Роудпол, Европско здружение на сообраќајни полиции, повторно побара помош, тие ги регистрираат. Имаат регистарска таблица, предвидена и категорија, меѓутоа пак наидуваат на проблеми. Ограничувањето на брзината кај нив секдека е повеќе од 25 км на час не е предвидено. Меѓутоа тоа е толку лесно за подесување, малте некако апликација. Исто така Европска унија веќе воведена и електронска апликација за возачка дозвола. Значи се оди кон напред, а ние некако се враќаме, како што рече професор Радоевски, назад во однос на она менталитетот кај луѓето. Значи мора без тоа ништо нема да направиме. Интензивно да се работи. Министерството за внатрешни работи заедно со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата постојано вршат едукација на најмалите, се вршат кампањи, вози одморен, од утре ни почнува и кампањата за зимска сезона, за зимска опрема, меѓутоа без тоа родителите да работат дома со своите деца, нема да се постигне бараниот ефект. Сега дали резултати се можни? Можни се. Ова е една од сферите во кои што може да се постигнат позитивни резултати за релативно краток временски период. И ќе ви направам една паралела, затоа што неодамна направивме такви истражувања. Европската унија денеска има една визија нула, Vision Zero ја нарекуваат. Тие планираат дека до 2050 година ќе имаат нула жртви во сообраќајот. Тоа не е можно, бидејќи но еве Хелсинки веќе го постигна тоа 2024 година во градската средина на Хелсинки нема ниту една жртва во сообраќајот. Тоа е навистина нешто кон што ќе се стремат европјаните. Ние не треба да одиме таму, едноставно кај нас малку доцнат работите. Во 2000 година, кога Европа отвори еден широк фронт за воведување на клучни индикатори кои што ќе ги покажуваат погрешните однесувања во сообраќајот, процентот, односно бројот на загинати во сообраќајни незгоди во Европска унија во доминантен број од државите беше околу 65 на 1 милион жители. Така се сметаат статистиките во сообраќајот, иако никогаш не зборуваме за статистики, дури и ние професорите кога пишуваме, тука пишуваме за луѓе. Тоа не е бројка, тоа е човек, некој човек. Но од 2000 година до денес Европа просекот го има симнато од 65 на загинати на 1 милион жители на 40. Денешниот просек во Европа е 41 жртва
на 1 милион жители. Ние во 2000 година сме некаде околу 75-80 загинати на 1 милион жители, денес сме 65 и бројките тоа и го покажуваат 130, 140, тука се флуктуациите кај нас на загинати во просек, значи дека некаде околу 65 до 67, 68 во Македонија има загинати. Доколку сега и веднаш започнеме со имплементација еве на овие новини, на Safe City и на се друго, ваквите бројки за период од една деценија можеме да ги смалиме барем за 30%. И после 10 години да зборуваме за 40 до 45 загинати на 1 милион жители. Ние сакаме да биде и подобро од тоа, меѓутоа реалните бројки се тие. Што Safe City или многу градови веќе зборуваат за Smart City, не за Safe City, но ајде ние да почнеме со Safe City, па потоа ќе разговараме за Smart City, тоа е еден малку поширок систем кој во Европа се спроведува од поодамна. Прв пат се воведува во западноевропските земји, Швајцарија и некои други околу 2000-та година во принцип. Во првите неколку години бележат намалување на тешките сообраќајни незгоди за 20% и намалување на бројот на загинати за 30%. За само неколку години. Значи даваат резултати. И денес тие земји кои што први ги вовеле ваквите видео снимања и следење на сообраќајот имаат многу поразлични бројки дури од Европа. И еве, бројките 40-41 загинат на 1 милион за Европа, за Швајцарија, Исланд, Норвешка и Лихтенштейн се 20. Таму се бележат 20 загинати на 1 милион жители. Во една Швајцарија која има 10 милиони жители, тие имаат 200 загинати. Ние немаме ни 2 милиони, приближно сме, ајде да не речеме 200-150 секоја година. Швајцарија значи има поинаков пристап. Може би е казнената политика, може би е брзината на казната и се друго, но најмногу од се, повторувам, е личната одговорност на возачот и неговата свесност и совесност за волант. Еве Трпевски, него фативме делот со патиштата, колку еве се направија и нови патишта во Македонија, па гледаме се гина и на нив, дали не е добра сигнализацијата или граѓаните уште не го навикнале патот, а возат како да го знаат, како секој ден да патуваат по него. Каде ги лоцирате причините и постои ли, како да кажеме, една единствена безбедносна стратегија за подобрување на овие параметри? И да се земе нели одстранство како искуство? Видете вака, значи проектирањето и изведбата на патиштата е стандардизирано. Тука не може многу да се отстапува од оние стандарди што се за проектирање и за изведба. Сигнализацијата генерално е поставена, меѓутоа имаме проблем со редовно оштетување на сигнализацијата, оттуѓување, значи се крадат сообраќајни знаци, се оштетуваат, се вандализираат и се таму кај што сте имале сообраќајни знаци, сега веќе го немате. Проблемот е што немаме систем и брзина на обновување на тие сообраќајни знаци, за да не се случи некоја сообраќајна незгода поради непостоење на тие сообраќајни знаци. Имаме многу раскрсници и во градска средина, што се и во руралните места каде што воопшто немате никакви сообраќајни знаци на самите крстосници, барем крстосниците да бидат опремени сите со сообраќајни знаци, ајде на друго место можеби не, ама крстосниците и многу често пати имаме право на првенство на минување од десната страна и са кој пат е со повисок ранг едниот или другиот може да се примени правото на првенство на минување или не може да се примени. Генерално имаме проблем со одржувањето на сигнализацијата, а не со проектирањето на патиштата, затоа што проектирањето мора да помине неколку филтри, ревизија, една ревизија, друга ревизија, трета дојде до изведбен проект. Меѓутоа, понатаму одржувањето на таа сигнализација ни е многу проблематично. Па појдете подалеку, погледнете по градот, по Скопје и по други места, обележувањето на хоризонталната сигнализација не е навремено и редовно. Значи, еден тендер ќе закашни, нема кој да го изведе тоа, не се познава сигнализацијата, веќе имате проблем. И многу често у полициските записници полицијата наведува има хоризонтална сигнализација необновена. Значи, не се гледа, бледо е. Едноставно имате веќе проблема. Таа треба да се гледа. И обновувањето на сообраќајните знаци исто. Значи, го украл сообраќајниот знак, направил решето за печење пиперки дома. Значи, не знае што со тоа ќе предизвика. Да, значи тој не знае што со тоа може да предизвика. Некој може човечки живот да се загуби затоа што тој украл сообраќајниот знак и сака да пече пиперки дома на тој лим како да нема друг лим. Меѓутоа ќе се фали кај комшите, ја го имам сообраќајниот знак. Таму е свестен, мислам. Проблемот е што жичена ограда се краде со километри. Проблемот е што обновувањето на тие сообраќајни знаци нема брзина. Значи
различни сообраќајници се под различна ингеренција, нели град Скопје има улици и патишта, нели Македонија сообраќај, Македонија пат кои се веќе како им се ингеренциите. Значи тие нема реперкусии за нив затоа што нема навремено поставување на тие сообраќајни знаци или одржување на коловозите и сообраќајната сигнализација навремено. Еден пример ќе ви кажам, во Србија, значи професорот Вујанич вика, еве ви пример, сообраќајниот знак вика го нема, сликано е од страна на полицијата дека го нема сообраќајниот знак при случајната сообраќајна незгода. Другиот ден веќе трчаат од јавното претпријатие да постават сообраќајен знак. Тоа веќе е касно, вика, тоа е евидентирано, следи казна и за јавното претпријатие што не поставило знакот, го украл некој, не интересиран дали го украл некој, твој да го одржуваш. Го украл, ќе ставиш нов, ќе ставиш трет, ќе пријавиш кражба, па може полицијата и ќе го фати. Крадецот може ќе постави камера, па ќе го детектира и ќе го фати. Еден, двајца такви фатени кои ќе се чуе дека ги фатиле, другите молци ќе се дистанцираат. Можам за ова тука да ви известам дека на иницијатива на Министерството за внатрешни работи започната е меѓуресорска соработка каде што ќе се прави ревидирање на целата пат и патна сигнализација, хоризонтална или вертикална. Значи, меѓутоа самите знаете дека тоа е процес за да се помине цела држава, кој трае години. Први ќе се оди на државните патни правци, а потоа ќе се спуштаат на локално ниво. Инаку токму во овој период работиме и на подготовка на новата национална стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата. И тука ги предвидуваме сите работи за кои што вечерва дискутиравме, возилото, возачот, патот и патната сигнализација и координацијата помеѓу надлежните служби во секоја сфера. Значи, сообраќајот не е прашање на една институција, не е прашање на едно министерство, туку едноставно веројатно е тоа тема која што или многу теми кои што не обединуваат сите нас. Независно дали имаме експертиза во вештачењето на сообраќајните незгоди или во подготовка и анализа на статистиките или пак во изградбата на патиштата, едноставно сите ние имаме одговорност и кога сите ние ќе разбереме дека од нас зависи, од мене, од вас, од сите овде и од сите други кои што учествуваат во сообраќајот, тогаш можеме да кажеме дека казните не вродиле со плод. Но се додека ние не разбереме дека не треба да чекаме казна за да стигнам жив дома, нели? Да. До тогаш ќе ни биде многу тешко да се разбереме, а за жал ова не е ова аеродром каде што одите на чекирање на патна исправи, можеме да ви ставиме 60 сантиметри отвор каде што само еден човек може да помине. Не бива, сообраќајот е отворен, тој е се поинтензивен, тој се повеќе се развива. Ние во изминативе 7-8 години изградивме многу патишта, нови делници, не можеме да кажеме дека нашите патишта веќе не се современи или дека се до таа мера оштетени или дотраени па да не може да се одвива безбеден сообраќај. Не, напротив, имаме нови, посебно експресните патишта кои што за жал ни станаа навистина патишта каде што се гине. И не можеме да едноставно да сватиме како може да на прав пат, на убава делница како што е Штип Кочани да регистрираме секој месец загинати. Тоа едноставно во Европа на истиот таков пат со истото такво возило е за 10 пати помалку, да речем. Тука е одговорноста на возачите, но и на полицијата која што може и построга да биде во овој дури период. Едноставно, велиме често, ако малата казна не помага, големата ќе помогне. Она што го зборува и Трпевски дека треба и казнената политика или почесто да се применува или да биде поригорозна паралелно со едуцираноста. Што според вас треба или е неминовно да се најде во новата стратегија? 2016 ја почнувате или ја завршувате тогаш? Стратегијата ќе биде за период 2026 до 30, се извинам. Трпевски, што мислите дека треба вака најургентно да се најде? Не знам што се содржи стратегијата, меѓутоа според мене, според моето размислување, треба да се предвиди зголемен интензитет на едукација, значи предвидување, да кажеме, во основните и средните училишта предмет кој што ќе биде обавезен, да кажеме, со 2 часа неделно, со 3 часа неделно во делот на сообраќајот. Значи, нека биде и факултативен предметот, меѓутоа да мора да се посетува, да мора да се едуцира, значи, колку год ти да не сакаш нешто да научиш, кога постојано ќе го слушаш, постојано кои ти се прикажуваат одредени слайдови за одредени сообраќајни незгоди, и кога тоа ќе почне да се впива, ќе почне да се менува малце и менталитетот кај по младите генерации. Значи,
зголемување на едукацијата кај помладите генерации, основното и средно училиште. Како што кажа професорот, во средното училиште ги губиме, ги нема никаде. Значи, да се предвиди дека ќе има посебен предмет кој што не мора да се добие оценка единица, двојка, тројка, петка, меѓутоа да мора да се посетува тој предмет, нека биде како што беше порано описна оценка одлично, добро, не е битно како, битно е да имаме таква работа која што постојано ќе ги анимира, значи не сега со математика, физика, хемија или што ти знам стручни предмети, меѓутоа да го има дел на сообраќај, затоа што во средните училишта кога се децата, тогаш е актуелно она излегување, па зем колата, па без возачка доза, тогаш ако се делува кај нив едукативно, ама постојано да се делува, значи да биде обавезен предметот, мислам дека ќе се постигнат одредени резултати на некакви подолги временски рокови. А делот на казаната политика тоа се више друга приказна која што треба добро да се изанализира и да се види каде ќе се тоа примени, затоа што многу пати со многу мои соговорници влегуваме во конфликт во делот, ама тоа е многу ригорозна казна за таа работа. И моето прашање е вака: дали вие кога го управувате возилото, го управувате по сите сообраќајни правила и прописи? Секој пат соговорникот зуре се вика: да, ја ги почитувам сите правила и прописи. Ма знаем дека не е така. И па моето прашање е: па ако ги почитувате сите правила и сообраќајни прописи, што е вас гајле кукава е казната? Нека му мисли тој што не ги почитува. Ако ти ги почитуваш, казната тебе не те тангира. Па дали одземање на возилото иде, дали година дена одземање на возачка дозвола или 2 години, тебе не те интересира. Ти ги почитуваш сообраќајните правила и прописи, немаш проблем со законот. Толку што е ригорозен законот, тие што се прекршителите, тие треба да мислат за таа работа. Така. Ја ќе се согласам. Ајде вие да завршите како дама, ви даваме завршен. Да, јас ќе се согласам со све, иако ќе го дадам акцентот на родителите. Јас се согласувам, да, убаво е да има предмет, изборен предмет, дополнителна настава, било како да биде. Меѓутоа ќе го ставам акцентот кај родителите. Од најмали нозе дефинитивно. Од најмали нозе родителите. Не е тој наставникот, професорот, тој што му дава возило на него. Не е тој што му купува електричен тротинет. Не е тој да не навлагам iPhone најнов, не знам кој број е најнов 17 да има на 10 години. Ме разбирате? Так. Не е професорот или наставникот тој, не е учителката во градинка. Меѓутоа проблемот е што родителите дома. Така е. Проблемот е што модерниот начин на живот ни го намалува времето кое што може да го поминуваме со децата, нели? Цел ден се родителите на работа, децава се во школа, различна смена може и да не се видат. Точно, но убаво кажа професорот Дујовски. Ако тој ме гледа мене како јас возам, ако јас дивеам во сообраќај, ќе дивее тој. Тоа е личен пример. Ако јас кога ќе влезам, ставам појас, ќе стави и тоа. Ако јас не пцујам, ако јас не сум агресивна во сообраќајот, попуштам дефанзивен начин на тоа сакам да го кажам. Ако јас му купувам на детето се, ќе ти купи мама тебе електричен тротинет на 11 години, вози се ти до кај сакаш. Во тој поглед имам еден предлог. Тоа е пред известно време до таа информација. Да кажете го што предлогот. Кај родителите кои што го даваат возилото на детето или тротинетот или било што, да се предвиди во законската регулатива и за детето, ама и за родителот реперкусија. Предвидена. Значи, не само и за детето не може, што ова функционира во многу држави. Има предвидена. Ние не можеме на детето да му пишеме ништо. Не, видите, вака сега дете, зборуваме и полнолетен да е. Ако го земал возилото од родителот, и за родителот пак има, ако е полнолетен, ти си му го дал возилото, а немал возачка дозвола, си знаел дека нема возачка дозвола. Значи, ако нема возачка дозвола... На второ пријавење. Тоа треба, значи тоа функционира во многу држави. И два пати ќе се размисли дали ќе му го дадете возилото, зашто казната доаѓа. Мојот апел е до сите да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, да се смириме малку, за сите важи во сообраќајот. Сите сакаме ред, сите сакаме да има закони што ќе важат, меѓутоа треба да допринесеме за тоа, сите како општество. И да важат апсолутно. Ова е најсилната порака. Да, еви со тоа ја завршуваме емисијата. Дуевски, Аржавска, Манов и Трпевски, благодарам што бевте дел во ова издание на 24 анализа. Интересна тема, повторно ќе ве поканиме и треба да се зборува за ова, се разбира. Почитувани, благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.